Се уште не се наоѓа решение за булеварот Цветан Димов, познат и како улицата Јахја Паша во Чаир. Освен сообраќајниот хаос, таму често се случуваат сообраќајки, некои од нив и со смртни последици. Во последните 10 дена се случија 2 несреќи со 2 загинати лица. Градоначалникот на општина Чаир, Висар Ганиу, ја префр лавината врз град Скопје. Jeni edhe dëshmitar që ngjarjet që po ndodhin janë në rrugët cilët menaxhohen nga qyteti i Shkupit dhe jemi dëshmitar që pothuajse 3 vite e gjys menaxhim me qytetin e Shkupit, qyteti i Shkupit nuk e pa të arsyeshme që asnjë vizë, asnjë sinjalizim të investojnë komunën e Çajirit. Од друга страна, градоначалничката на Скопје во својата реакција изјави дека уште од почетокот на нејзиниот мандат бил презентиран проект за булеварот Цветан Димов, но истиот бил одбиен од Ганиу поради лични причини. Скопје уште на самиот почеток на мандатот презентираше проектно решение за кое се изготвија 2 сообраќајни решенија и симулации. За жал, истите не беа по кејф на мегаломанските идеи на Висар Ганиу, кој од личен каприц ги остави чаирчани, а со тоа и половина Скопје без овој важен булевар. Иако знае, имајќи ја во предвид подземната инфраструктура и близината на деловните објекти, како и на куќите и зградите на жителите на тој потек, дека е невозможна изградба на подземна сообраќајница, тој јавно презентираше такво сообраќајно решение, која го најави помпезно пред повеќе месеци, и со својот ментор ветија дека ќе го реализираат булеварот Цветан Димов. Предходно Ганиу изјави дека немале проект за проширување на улицата и дека се наоѓале во фаза на избор на оператор за експроприација на објектите, но според него сето тоа било прекинато од страна на Арсовска и град Скопје. Тој дури и побара од град Скопје привремено да ги пренесе надлежностите на општина Чаир за реализација на овој проект, при што се обврза дека Чаир сам ќе ја финансира изградбата, а потоа ќе ги врати надлежностите на град Скопје.